Възписай и кандидат по позволение. Дитус Сайстанце, пропозив проект мандат за Комисията по Европейското гражданство на Европейската партия и школите по тези задачи на зарплата на фирмите предлагани по време на политическите за първо место на национални, аж етап от фирма. L'università se deputati Pavle Kovesi. Dato reti la funzione del potente governo del primo stagionista del ritmo di una Cerciò di Pienamone. Il partito del Stato paragrafi dicono che vuole se governo del primo stagionista del potente muta al schietone del reti del seanza del governo. До три Павле Ковesi на той се дълга. Председател Жеферев, почитувани колеги и колежки потенци, почитувани представници на медиите, почитувана явност. Вредностите се над функцията. Сега и секогаш. Odgovornost се понесува лично, храбро и с окрената глава до тие кои те избрале, а не кукавички во бегство и криејќи се за диктатори со слични уверувања. Почитувани, како што кажав предходно оставката, ја поднесувам од две причини. Прво, не би сакал мојата функција да биде перцепирана како пречка и како можен извор на влијание во оставката, која евентуално би се водела против мене пред органите на програмот. Уште еднаш, ќе искористам оваа прилика да ги повикам органите на програмот детално да го истражат случајот со моето само пријавување, но да не го заборават и случајот со нелегалното снимање и објавување. Втората причина, како што кажам, е моралната одговорност. Не е еден пратеник кој толку долго и толку гласно се залага за правда, еднаквост пред законот и правичност со сите, кога ќе стори действие кое што е незаконски без разлика од причините, повторувам да никој не го ги посакува тие причини, не личи да продолжи да биде пратеник и да учествува во креирањето на законите на нашата држава. И третата причина е лична и приватна. Со повлекувањето од мојата функција и со покажувањето дека вредностите сега, како и секогаш претходно, се над функцијата, сакав да упатам недвосмислена и прецизна порака во моите политички противници, но и на целата македонска јавност, дека вредностите и принципите на шарената револуција и тоа како се уште се живи, се уште се на сила, се уште се непокорливи и никој не може да ги помести од својот центар и од својото тежиште. Никола Груевски се уште раководи со ВМРО ДПМН, а Мицковски раководството се само добри партиски послушници кои верно работат за својот помегнат лидер. Тие не може да бидат ништо друго, сите негови чекори од насока на слепа политичка послушност. Секој ден покажува дека етиката и моралот за не се само празни фрази, зборови без вистинско значење, погодни само за стекнување на брзи политички поени. Ставот на ВМРО ДПМН по својот пастир од Будимпешта се биде да расправа за комисијата за деловнички мандатни имунитетни прашања, каде се обидува да ги пласираат смешните тези и смешните оправдувања дека бегството од македонска правда е оправдано отсуство од овој закон на давен дом. Почитувани, мојот повик за вредност и над функција никогаш не беше замислен и не беше наменен за Никола Груевски. Никола Груевски многу пати во овие неколку години имаше прилика да го покаже тоа на дело, имаше прилика да се повлече од своите функции и да ја лиши и спаси нашата држава од големи политички кризи. Но тој не го избра тоа. Тој одбра алчно да се држи за својата функција до последните сили, до својот последен политички издив. Но мојот повик беше за вас, колеги и колешки од опозицијата, да постапите согласно вашата совест и да гласате за одземање на мандатот на Никола Груевски. Вие, како и Мицковски, како и Груевски, многу пати претходно, одбравте да се обидите да се сокриете зад пратениците и се обидовте да го правдате, дека наводно бил оправдано одсутен, додека тој со нашите пари се гоштева на бродови во Дунав, се крие по подруми, плаќа скапи хотелски сметки и плаќа скапи вечери во Будимпешта.
Почитувани, ставот на ВМРО ДПМН се виде, а помеѓу Никола Груевски и ВМРО ДПМН постои паточна врска, која не само што е видлива, не само што е присутна, туку за жал видовме дека и не растимлива. Никола Груевски, патриотски, од тајни подруми, криејќи се многу далеко од народот кој народот толку многу го сака, реши да поднесе оставка. А не, лично, со крената глава и храбро пред тие кои го гласате да поднесе одговорност. Без разлика на околностите. Јас и мојата партијска група нема да растојуваме одлуката за прифаќање на оставката која не е лично поднесена. Како одговорно парламентарно мнозинство, нема да дозволиме бегалецот Никола Груевски уште 6 месеци да зема плата од граѓаните Република Северна Македонија и како што реков, истите наши пари да ги троши на скапи хотелски сместувања, скапи ручеци и вечери и гоштевање по бродови на Дунав. Од денес Никола Груевски во оваа држава е само бегалец од правдата и ништо повеќе. Збогом, Никола, збогом, бидејќи во оваа држава ќе бидеш довреден само на едно место, кај што ќе треба да си ја одлежиш казната затвор за злословствата против нашата држава и нашиот народ, и во оваа држава ќе можеш да се вратиш само со писаци на рацете. А ние кои се боревме против тебе, со подеднакво горда глава, ќе се ја преподнесеме одговорноста за нашите постапки, ќе се заблагодариме од еднашна работа на нашето срце за службата и за честа која што ни беше укажена и достоинствено ќе се заминаме, оставајќи ја оваа држава подобро место, што е најдобро. Почитувани ви благодарам уште еднаш за овие 2,5 години и ви посакувам среќа на сите. Андер